визита на спортските терени покрај Масалница во населбата Оризари. Сдруженијето на граѓани среќни луѓе од Кочани започнува со реализација на проектот Спорт за здрави навики кај младите во Оризари. Проектот е спроведуван како дел од регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2, Reload 2, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од програмата за развој на Обединетите нации UNDP, поддржан кофинансиски од општина Кочани. Со проектот е планиран опфат на вкупно 34, односно 17 девојчиња и 17 момчиња, чии активности ќе се реализираат во период од 6 месеци на спортските терени во Оризари. Целта е на конкретен начин да се покаже значењето на спортот за правилниот развој на младите генерации и стекнувањето навики да спортуваат. Спортските активности ќе влијаат за подобрување на психофизичките способности кај младите, ќе им го потикне над преверувачкиот дух да осознаат дека можат повеќе и можат подобро. Тоа ќе го постигнат преку атлетски дисциплини, трчање, скок од далечина и игра со топка. За да го остварат сето тоа, потребни се спортски терени и објекти кои откако беа запуштени, со реновирање се ставени во функција. Очекувани резултати од проектот се децата да се отргнат од зависноста од компјутерите и мобилните телефони, потоа да се подобри нивната кондициона подготвеност, брзина и издржливост, да го зајакнат колективниот дух преку тимските игри со топка. Со својата детска фантазија и доживување на спортските терени да мотивираат и други деца да се вклучат во спортските активности во своите средини. Следните чекори се во насока на проширување на опфатот на деца во населбата Оризари и создавање конкурентни индивидуи кои можат да се вклучат во спортските клубови во регионот и да градат спортски кариери како пример на многу идни генерации. Јакнење на свеста кај младите и нивните родители за значењето на спортот. Општина Кочани постојано дава поддршка за активности на младите, особено во делот на спортот. Вашиот пример реализацијата на овој проект е убава работа во која се вклучени, како што можеме да забележиме, голем број на млади луѓе кои веројатно ќе ги направат првите чекори овде во навлегувањето во спортските води и можеме само да го поздравиме ваквиот проект, да дадеме максимална поддршка и да кажеме дека стоиме на линијата за здрава, млада и успешна генерација, особено преку ваквите спортски активности. Така, вие го поддржувате спортот и младите преку училишниот спорт. Општината секогаш стои за било какви спортски активности. Така е, Сојузот на училишни спортови, кој во суштина раководи со сите спортски активности на ниво на основни и средни училишта во општина Кочани, исто така е влезен во програмите кои се донесени во реализацијата на буџетот за 2022, кои ќе бидат исто така планирани за буџетот за 2023 и сметам дека сме на добар пат да создаваме млади успешни, ама во исто време и здрави млади генерации. Спортот е многу важен за здравјето на сите, не само на младите. Особено за младите е многу важен за развојот, за здравјето. Теодора. Од каде си? Оризари. Кој училиште? Крсто Петков Мисирков. И кој одделение? Четврто. Да, јас многу сакам да спортувам, бидејќи спортот е многу добар. Крсто Петков Мисирков. Спортот е многу добар за нашето здравје и да ја многу сакам спорт.